Обид за убиство на екс-министерот Тодоров, транзицијата на власта, нова влада, владина програма. Гостин денеска во вестите на Алфа е екс-премиерот и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Добре дојдовте во денешните. Добре, поздрав до сите што не следат. До нашите вести. Првото прашање. Вчера ќе останевте без еден од своите најблиски соработници, висок функционер на ВМРО ДПМН. Очекувавте ли такво нешто да се случи? Очекувате други такви напади? Знаете што? Да, вчера се случи грозно морен атентат, обид за убиство на Никола Тодоров, министер за здравство, подпредседател на владата до пред еден ден, пред да му се случи тоа, до пред неколку сата, може да се рече 10 на 12 сати од поноќ. Знаете што? Дали очекувавме? 3 години во Македонија се гради атмосфера во која што СДСМ, Зоран Заев, невладините организации кои што се впрегнати и платени да работат во нивна полза, дел од медиумите кои што директно работат за нив, градат атмосфера за да се случи нешто вакво. Градат атмосфера дека ние сме монстрови, дека ние некого сме убивале, дека Тодоров е масовен убиец, како што го нарекува неколку години, дека е министер за смрт, а не министер за здравство. Сите смртни случаи во здравството му ги препишуваа на него, како да тој е виновен што луѓето умираат, што луѓето заболуваат и умираат. Знаете што, ако некој во здравството направи набави најмногу опрема, најмногу ги прати лекарите да одат на обуки и да земат најдобри тренинзи во странство, изгради болници, реконструираше болници и се друго што требаше да се направи, реформи од различен тип, тоа е токму Тодоров и оваа влада која што беше до пред некој ден, цели 11 години. Ако така се гледа, сите преходни министри требало ние да ги нарекуваме или идни министри за смрт или масовни убици. Затоа што нема министер за здравство што ќе спречи луѓето да умираат. За сега во светот не се појавил министер за здравство кој што направил таква атмосфера да никој не умира. Значи беше една гнасна, гадна пропаганда и против Тодоров, и против сите членови на владата и раководството на ВМРО ДПМН. Не прикажуваа за криминалци, за корумпирани, за нелуѓе, не прикажуваа за монстрови, за убици. Кога толку години се гради една таква атмосфера со нереални работи, со лажни работи, со невистините работи, со нешто што треба само да му послужи на СДСМ за луѓето да не замрзат, да не гледаат со поинакви очи, да не гледаат онаки какви што не сме во реалноста. Тогаш природна консеквенца е, после толку многу силна кампања против нас, да се случи нешто вакво што се случи. Значи, ние вчера имавме сторител на атентатот, но има и потикнувачи. Има оние кои што граде атмосфера. Тоа сакав да кажам. Станува збор за 60 годишен дедо на девојче кој е починало за време на мандатот. Барате ли сега потикнувачите да бидат горните? Одговорност треба да има. За оние кои што го нарекува Тодоров дека е убиец, оние кои што го нарекуваа дека е министер за смрт и оние кои што го нарекуваа дека е виновен за смртта на тоа девојче, за кое што јас искрено жалам. Јас сум родител и знам што значи такво нешто. Знам што значи да имаш дете, да е болно и така натаму и така натаму. Но да обвинеш некого дека е виновен за нечија смрт е, а при тоа да не е точно, е огромна грешка која што доведува до вакви последици. Погледнете што се случи. Инаку патем речено, јас во тоа време како председател на владата направи собствена истрага за да видам што се случи, бидејќи беше на секаде низ медиумите се зборуваше се и се што. Се зборуваше дека министерот Тодоров е крив, дека други функционери се виновни и така натаму. Од она што на крајот го добив, испадна дека девојчето починало од бронхопнеумонија, а не од болеста за која што требаше да биде оперирано. Тоа чекаше за операција за друга болест. Беше понудена, колку што се сеќавам од информациите што ги добив, болница во Турција да биде оперирано, но родителот на детето оцени дека не требало таа болница со некои своји аргументи и бараше во друга болница. Додека тоа се организираше и се чекаше, додека тоа не се беше случило да отиде, девојчето имало бронхопнеумонија. Не било третирано соодветно, не било однесено на лекар, било третирано според информациите што тогаш ги добив со некои домашни лекови на начин на кој што сметале дома дека треба да му помогнат и починало, за жал. И потоа Тодоров беше обвинет за министер кој што е предизвикал смртта на девојчето. И тоа беше направено заради политичка цел. Тоа не беше направено заради девојчето, за жал. Барем да беше нешто заради жал за девојчето,
девојчето, ајде да речеме луѓето со емоции тргнале, го жалеле девојчето, жал им е за целата ситуација, тажат по тоа и така, но нема врска тоа. Тажеа неговите родители, сите овие што го покренаат од политиката, од СДСМ, од така наречените граѓански изложенија финансирани од еден центар. Тие имаат чиста политичка цел. Тие сакаат да го дисквалификуваат Тодоров и владата, да не направат монструми. Добро, што можете не мислеа дека еден ден ќе се случи ова, дека ќе излезе некој роднина на детето и може да пука. Како да се спречи, очекувате ли слични да има такви инциденти? Па сега тоа го префрлат, уште го слушам вчера Оливер Спасовски, дека тоа било резултат на тоа што луѓето не верувале веќе во судскиот систем и сега си ја преземале работата во свој раце. Во кого не веруваат? Во кој судски систем? Во оној што Крстичи што 4 месеци го држише Скопје под обсада, со не знам колку тони оружје во Кондово, на крајот влезе како херој и излезе како уште поголем херој од судот во Скопје во време на СДСМ. Во она време кога Иснафилис Џемаили направи 300 плячки на државата и никој не поведуваше сметка за тоа. И остана, дури откако дојде владата на ВМРО ДПМН, тогаш да се заинтересираат институциите да го решаваат. Но ние случаи со директор на Годел кој што не ги доби судските казни, на оној случај кога она жена Шуклева во Гевгелија не ја пуштаа да излезе на погреб на незиниот татко. За такви неверувања во судството ли говори Спасовски? Тоа се извратување на тези, тоа се обиди да најде алиби, да најде оправдување за тоа што го правеа со години, наместо да се извинат во најмала рака за сето тоа што го правеа и што не прикажуваа како неуѓе, како монструми, додека ние по 15 сата работевме да оваа земја тргне напред, да направиме некоја реформа, да решиме некој проблем, да качиме плата, да качиме пензија, да помогнеме земјата да оди напред. Тие не представуваа како монструми, како убици, како криминалци и сега зачудени се што дојде до оваа ситуација. Они сега викаат, значи обвинителството сега бара да се прошири стагата за инцидентите во собранието. И бара да на некој начин да се прошири кон вашите пратеници. Знаете што? Се што ќе прават во наредниот период ќе биде со цел да го отргнат вниманието од она што треба да биде главно внимание. А главното внимание треба да биде она што тие го ветуваа на изборите да го испорачаат на народот. Јас тоа го кажав и во мојот говор во собранието. Најмалку 6 месеци ќе се занимаваат со нас. Те Никола Груевски ќе е крив за нешто. Те Тодоров, те пратениците на ВМРО ДПМН ќе се занимаваат со нас за да го занимаваат народот да заборави на ветувањата што ги дадоа. Да заборави на 30.000 денари просечна плата. Да заборави на тоа дека ветија во првиот месец ќе добиеле докторите 100.000 денари плата, а не на крајот на мандатот како што сега го променија во излагањето на Зоран Заев во парламентот. Да забораат на еден куп лажни манипулативни ветувања што ги дадоа, ќе се занимаваат со пратениците, а нема да се занимаваат со тоа што кој ги внесе луѓето во собранието. Зошто луѓето влегува во собранието? Тврда дека ВМРО стоело за тоа. Насилниот акт што се случи во собранието, политичкиот насилен акт, кршењето на уставот, кршењето на законите, кршењето на деловникот, терањето на сила, тоа ги накара. Зошто? За да дојдат еден ден порано. Еве ги влегува вчера, поседува 2-3 сата во владата, се изнаслика и си заминаа дома. Каде се денеска? Каде се реформите што ќе ги правеа од првиот ден? Влегле во владата, ја разгледале, сликале теписи кои што 2 години стојат таму, за да покажат дека биле убави или не знам луксусни теписите, а ги гледаат 2 години нивните министри што партиципираа во владата и си отидоа на викенд. За тоа ли беше тепањето во парламентот и кршењето на уставот, на законите, на деловникот? За тоа ли се направија, се предизвика инциденти, го предизвика народот да изреагира на таков начин на кој што не требаше да изреагира, на начин на кој што беше испровоциран, за да дојдат еден ден порано да изнасликаат што имало низ владата, а си отидат на викенд. Добро, сега тоа е тоа, ќе се занимаваат со нас. Ќе се занимаваат со нас затоа што знаат, секогаш било така. СДСМ кога доаѓал на власт, не испорачува некој значаен. Погледнете еве новите реформи што ги кажуваат. Тоа сакав да ве прашам. Еве вчера беше не баш така дека е празно, имаше нели собранието, го укина екстерното. Тоа е нивна реформска. Знаете што? Мерка. Веќе 2 работи најавија, односно едната е направи, едната е најавија. Укинување на екстерното, што го завршија и тоа искористија прилика додека ние излеговме заради пукањето кон Тодоров
на еден прилично непочитувачки начин кон колега пратеник, кој што до ден пред тоа им беше колега пратеник. Ден пред тоа Тодоров се откаже од пратеничката функција. Значи, наместо да запре барем неколку часа собранието, да видиме што се случило, кој пукал, атентат на министер и потпредседател на влада до пред 10 часа. Тие седна и го укина екстерното тестирање. И тоа го нарекуваат реформа. Добро, значи, сега укинувањето на наши реформи го нарекуваат реформа. Сега го најавуваат укинување на Плаќање Пучинок во Пучинок во здравството. Извинете, Ќе се вратам на екстерното, ако екстерното, за екстерното сакав јас. Сепак многумина се согласуваат со таа одлука, посебно еве да речеме децата и родителите на децата. Се што ние сме правеле, вклучувајќи го екстерното тестирање, беше со добра намера. Беше решавање на проблеми кои што ги имавме во основното и во средното образование. А проблемите беа следни. Од 26 ученика, 24 со сите петки. Тоа не е нормално. Тоа го нема никаде во светот. Тоа не е реално. И ние знаевме дека тоа не е реално. И наставниците знаеа дека тоа не е реално. И родителите знаеа дека тоа не е реално. Тоа се случи во 90-тите години, во транзицијата, кога дојдоа новопечени богаташи од приватизациите што ги направија притисок врз наставниците на нивните деца на кои што не им обрнуваа внимание да научат повеќе, да им стават сите петки, да им ги стават сите петки. Наставниците притиснати од тоа почнаа подоцна да ставаат на сите ученици петки затоа што чувствуваа одговорност дека на едно дете кое што нема знаење ни за двојка му ставаат петка, а на сите останати им ставаат тројка или четворка, а знаат повеќе од детето кое незаслужено добило петка. Ние имавме многу разговори со наставници пред да го воведеме тоа. И ги прашувавме зошто, што се случи за да вие одеднаш во еден период од 5-6 години направите политика сите да добијат петки, сите да се скрос одлични без знаење. Добро, екстерното го поправи тоа? Екстерното во една мера го подобри тоа. Го подобри значително. За образованието има многу фактори што се значени. Еден од факторите е знаењето. Второ е креативноста. Трето е воспитниот процес и така натаму. Екстерното тестирање беше насочено кон првиот, кон знаењето. Значи тоа требаше да го подобри квалитетот на знаење или барем да обезбеди реално оценување. Затоа што ние долгорочно мислиме на нашите деца, а не краткорочно денес да се вратат со петка без знаење. Еден ден ќе го завршат образованието. Ќе дојде време, ќе треба да се јават на пазарот на труд, да барат работа. Некои од нив ќе сака да бидат меѓународно компетентни, конкурентни. Како ќе бидат без знаење? Како ќе бидат ако со оценка од двојка или тројка имаат петка? Ќе се шокираат. Добро, ќе се шокираат кога ќе излезат на меѓународниот пазар на труд и ќе видат како нивните врсници знаат многу повеќе од нив. Ние сакавме да помогнеме преку таа мерка да наставниците бидат обезбедени од тоа да им се врши притисок. Да не може да им се врши притисок затоа што ако попуштат ќе им се одрази на платата. И они имаат алиби да кажат: чујте, ако јас му ставам на вашето дете од двојка петка, на екстерно текстирање ќе се покаже дека знае за двојка. И мене платата ќе ми се намали. Ние сакавме да даеме еден вид оружје, аргумент во раците на наставниците. Да ги одбијат таквите родители, кои што наместо да се посветат, да седнат, да им помогнат на нивните деца да научат, се трудат, времето го трошат да ги притиснат наставниците да им стават петки без знаење. Да, тоа ни беше целта. Беше непопуларна мерка. И ни беше исто така ни беше целта да ги натераме децата со труд, со знаење, со резултат, да дојдат до висока оценка и до успех, да се навикнат во животот, со свој труд да успеваат, а не со трудот на родителите. Не без труд, не без знаење, не со пари на некого, не со мок на некого, туку со собствено знаење и со собствен труд да дојдат до својата оценка. Значи, тука главен фактор е знаењето, да има знаење, и главен фактор исто така воспитниот процес. Го учиш детето со собствени сили, со собствен труд да дојде до заслужената оценка. Да, ма еве, непопуларно е вика, децата се мачеле, премногу учеле, непотребно нека го укинат целото учење во училиштата и да не се мачат. Или еве нека ги укинат има турските испити и за тоа се мачат. Нека ги укинат оценките. Какво е тоа децата се мачеле? Па сите ние во цел свет и во Македонија и секаде ни светот, додека трае образовниот процес на некој начин, ако сакате така да го кажеме, се мачиме. Се мачиме 8 години, 9 во основно, па 4 во средно, па 4 или 3 или 5, зависно како е системот на факултет, за подосна во наредните 40 или повеќе години да уживаме во плодовите на тоа што сме го научиле. Да бидеме конкурентни, да бидеме способни, да бидеме срекни, да не почитуваа дека имаме некое знаење, да одиме напред, да правиме кариера, да заработуваме повеќе, да имаме покомфорен живот.
Тоа е целта на образованието. Не може се каже дека образованието е мачење на децата. Какво мачење кога се трудиме да им го возможиме тоа што ќе ги направи во иднина срекни. Тоа е една популистичка мерка на СДСМ. Тоа е крајно негативна мерка. Знам дека многу родители го поддржуваат тоа. Можеби некои се посрекни детето сега да им се врати со петка, а без доволно знаење, отколку детето, откако ќе го заврши школувањето, да биде срекно и да биде благодарно на тоа што го научило низ образованието и со кое што ќе просперира во животот и во Македонија и конкурирајќи било каде во светот. И знаете што? Гледам многу родители ќе се пофалат, нивното дете отишло во странство, завршило средно училиште во некое престижно училиште во Америка, во Англија, во Франција и така натаму, или факултет завршило, универзитет, и се фалат дека има многу знаење, дека има диплома од престижен универзитет, а тука кога треба да добие знаење во Македонија, тогаш тоа е мачење. А не е мачење кој ќе отиде на средно училиште во Англија или кој ќе отиде на Јел универзитетот во Америка, ќе се утепа од учење, ќе дојде со знаење, ќе дојде со квалитетна диплома и тогаш они се горди на тоа, така? А кога треба тука во Македонија во основно и во средно да се воведе Кембридж методата на учење, односно Кембридж наставната програма и учебници, кои што се едни од најпрестижните во светот, кога треба да има екстерно тестирање, за да се оневозможи сите да добиваат петки, а да нема знаење. Тогаш што е мачење. Немојте да молам. Добро, тоа е првата мерка. Треба да ги отвориме очите за што работиме во ова општество. Тоа е првата Кои мерка вредности ги сакаме. Првата мерка што која најави да добиеме во иднина. Новата влада. Се нарекуваат реформска. Најавија 5% раст на економијата, 30.000 денари просечна плата. Зашто у ваше време не се? Значи вака да ви кажам. Ние кога дојдовме во владата, просечната плата беше 190 евра. 11.700. Сега кога си заминавме, просечната плата е 23.700. Речи си дупло. Значи 370 евра е сега. Од 190 на 370. Би било дупло ако беше од 190 на 380. Бидејќи е 370, велам речи си дупло. Од прилика 90% поголема од тоа што е наследивме. Но тоа не се направи на ниеден друг начин, со ниедна друга мерка, туку со привлекување инвестиции. А за да ги привлечите, потребно е да создадете добра бизнис клима, ниски даноци, општо земено ниски трошоци за правење бизнис, квалитетна работна сила со знаење по стандарди на меѓународните инвеститори, а не екстерното нечиново мачење било. Со добро развиена мрежа на промотори, на министри за инвестиции, кои што се тренирани и прифатени во најпрестижните меѓународни компании, глобални компании на одредени позиции, па нивно привлекување во Македонија, една крупна акција за да се донесат инвестиции кои што ќе отворат нови работни места. Прв ефект, ќе го намалат процентот на невработеност, како што ние од 38 на 23 го намаливме посто. Односно отворивме 170.000 нови работни места, од кои што околу 30.000 се во странските компании, останатите се во домашните компании. Затоа што климата што ја направивме, условите, законите беа за сите, не беа само за странските, и за домашните беа. Па потоа, откако ќе се намали невработеноста, тоа создава притисок на пазарот на труд, за да ја зголемува платата, бидејќи почнува да им бегаат поспособните. Вика, има нова фабрика дојдена од Англија, ќе си одам, ако не ми дадеш толку повеќе, тие ми нудат повеќе. Ако не ми дадеш и ти, ќе си одам. За да го задржи, му дава повеќе. И така растат платите. Значи, само преку реални инвестиции. А мислите дека домашни и странски. Тога е неостварливо е сега да биде во иднина? Не гледам за сега барем политики со кои што ќе го направат тоа. Гледам политики со кои што ќе ги зголемуваат даноците. Се спомнува персоналниот данок на доход. За оние што земаат поголеми плати, значи луѓето кои што со собствено знаење, интелект, образование успеале да се наметнат да земат поголеми плати. И тоа за 80% зголемување. Се спомнува данокот на имот. Се спомнуваат придонесите. Тоа го гледам. Тоа нема да ги воодушеви инвеститорите, ни домашните, ни странските. Па не знам, укинување на радиодифузната такса. Врска нема со зголемување на бројот на инвестиции. Значи никаква врска нема. Или 2 часа неделно повеќе ефтина струја. Ја не видов субвенциите за земјоделците, не ги видов за земјоделска механизација всушност. Па ништо тоа не се спомнува, знаете. Јас мислев дека првата изјава на Заев ќе биде поврзана нешто со
инвеститори, со отворање нови работни места, со покачување на пензии, покачување на плати, субвенции за земјоделците. Нема од тоа ништо. Првата изјава да си дал оставка обвинителот. Многу непријатно за човек за кој што тоа обвинителство води постапка и е во обвинение. Мене би ми било непријатно такво нешто да кажам, да дојдам за премиер и првата изјава да ми биде обвинителот што го води обвинителството кое ми води мене постапка пред суд, да си дал оставка веднаш. И другото што го Народот чека субвенции повисоки, народот чека поголеми пензии, поголеми плати, просечна плата од 30.000 денари. И знаете што, уште една работа, гледам во неговиот настап, многу работи што тој ги даде како црсто ветување, сега ги представува како некакви цели. Значи, тие многу јасно кажа, 30.000 денари просечна плата. Сега вика, наша цел ќе биде тоа. Целта може да се оствари, може да не се оствари. Веќе имаме релативизирање на ветеното. Или ветија 100.000 денари за лекарите плата. Супер. Лекарите викаат добро. И веројатно многу од нив гласа за 100.000 денари плата. Сега цел ќе ни биде до крајот на мандатот тоа. Па чекайте што не кажате дека на крајот на мандатот ќе биде 100.000 денари. И кој ќе биде крајот на мандатот ќе видиме. Го споменавте Зврлевски. Новата власт најавува и комплетен реизбор во судството. Сметате ли дека е потребна таму реформа? Знаете што, СДСМ има долга историја на вмешување и влијание во судството. Да не речам превземање на судството како партија. 96 година ги реизбра сите суди и тоа во парламент без присуство на опозицијата. 600 суди во еден ден. Имаше пред некој ден некаде колумна на еден од тоа време кој што раскажуваше дека ги договориле во партијата, кој како лобирал и самата партија по комитети како лобирале, како ги договориле, така ги гласале и тоа еден му кажувал на председателот на собрание, овој може, овој не може и така предлагал тој и другите гласале. Потоа има уште еден упад во судството во 2002-та кога измислија некоја причина за да го смена судскиот совет со цел да наметнат нов со кој што ќе им се закануваат на судиите за да судат во нивна полза. Затоа потоа во судството имавме ситуации од типот на Иснафирис Джемаили, ситуации од типот на Красничи, ситуации од еден куп случаи кои што ги имаше. Сега повторно сакаа да ги стават раците во судството. Повторно слушаме приказни дека ќе се направила ревизија на сите судии, реизбор на сите судии. За такво нешто да се случи, потребно е двотретинско мнозинство за промена на законот за судство, кое што го немаат за таква работа и нема да го имаат. Следното прашање е специјалното јавно обвинителство. Првиот рок што го има завршува, мислам, за 2-3 дена за покренување обвинителни акти. Голем дел на членови на вашата партија се на удар на ово обвинителство. Што очекувате од нив? Специјалното јавно обвинителство, различно од тоа што се договараше во Пржинскиот договор, нам ни беше прикажано дека ќе биде неутрално, дека ќе ги испита сите случаи, дека нема да се води од политички мотиви, дека ќе биде на страна од партиите, дека добро е во Македонија се расветват сите овие шпекулации што се создадоа и ние под едни такви услови го прифативме тоа. Тоа излезе целосно партиско, партизирано, послушно на СДСМ обвинителство, кое што се стави во функција на целите на СДСМ да дојде на власт, да ја ослабни и компрометира ВМРО ДПМН и без никакви докази да поднесува судски обвиненија. Така тргна, веројатно така и ќе продолжат, верувајќи дека на тој начин ќе му помогнат на СДСМ. Се што досега поднесува е без никакви докази против било кого. И веруваа дека ако СДСМ ги стави своите партиски канџи врз судството, дека на тој начин ќе се изврши притисок на судиите, па нешто да им помине на суд, односно некого невин да го осудат. Значи, тоа е ставено во функција на СДСМ, во функција на неговите цели, таму има директна комуникација помеѓу нив и практично што ќе одлучи СДСМ, тоа ќе се пушти. Тоа ќе оди во обвинение. Мислам дека они ќе си останат доследни на нивните заложби без никакви докази, со крајно лажни обвинувања на класични партиски пресконференции да продолжат додека имаат мандат за тоа и да не обвинуваат, да не потрупаат со обвиненија. Но СДСМ треба да знаат дека сето тоа ќе им се врати еден ден. Едноставно се што се прави лошо и зло, без причина, без докази, еден ден се враќа. Тоа е тоа, таков е живот. Што понатаму?
Што да очекуваме, да го привршиме интервјуто со време сме? Ние сме сега партија која што, иако победи на изборите, иако освои најголемата доверба од граѓаните, 455.000 гласови, иако најголем дел од граѓаните гласаа за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Како сплет на околности, создадени пред се однадвор, отидовме во опозиција. Престои период во кој што ние целосно ќе се реорганизираме, ќе се освежиме и со нови кадри, ќе ги реорганизираме и нашите општински комитети, местните комитети, извршниот комитет, ќе се преструктурираме во секој поглед и ќе бидеме одговорна и силна опозиција. Може ли да се очекува која брзо ќе се врати на власт? Реструктурирање, зборите нови ликови и старите да се заменат, па и прашањето кое го поставуваат, останувате лидер? Да, тоа го одговори дека немам намера да се повлекувам како победник на овие избори, како човек кој што е доби довербата од најголем број од граѓаните и презема одговорност за понатаму. Но крајот на овој месец истекува и мандатот на извршниот комитет, така што некаде во јули ќе има нов извршен комитет, веројатно и тоа ќе биде и добра можност и да се промовираат и некои нови личности кои што ќе влезат во извршниот комитет и кои што со нова енергија ќе помогнат понатаму во зацврстување на ВМРО ДПМН и забрзување на успехот, а тоа е враќање на власт на ВМРО ДПМН и предводење на Македонија со уште посилна динамика и посилни реформи напред, кон подобар живот, кон подобар квалитет на живот, повисоки плати и кон сите стратешки цели кои ги има Македонија, меѓу кои што Европската унија и НАТО. Ви благодарам. Ви благодарам, беше задоволство. Тоа беше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски.